ескалираше кризата со бегалците и со мигрантите до нивоа кои што се неприфатливи за едно демократско општество. Пледираме дека Македонија е до толку развиена држава која што не смее да дозволи една ескалација на една криза каде што луѓе умираат, подложени се на криминал, на плячка, на насилство, на силување и така натаму. Значи тие нивоа веќе се едноставно неприфатливи. Од друга страна ескалираше недостаток на интерес сето тоа институционално да се разреши. Така што тие две ескалации едноставно го постигнаа пикот и ние сме во точка од која што нема враќање. Мојот акт или мојата иницијатива всушност треба да најпрво да посочи на ургентната потреба дека мораме да сториме нешто подитно и особено на институционален начин. Оваа форма всушност е една од граничните форми на граѓанска иницијатива. Велам, заради ескалацијата на состојбите, ние веќе не можеме да одиме со стандардни методи, веќе испробани и така натаму, затоа што оваа криза бара ургентно решение. Што мислите за донесувањето на законот, односно доцнењето на донесувањето на законот за мигранти? Ако ме прашувате за измените на законот за азил, значи тоа имате право, измени кои што требаше да бидат донесени до сега и всушност нема директна врска со оваа бегалска криза. Така што она на што апелирав јас уште вчера беше на денешната седница на влада на која што ќе се разгледуваат измените, да се додадат уште еден-два елементи, тоа се апсолутно минорни елементи кои што може да значат голема разлика. Тие елементи, да не навлагам во правна анализа, само треба да овозможат слободно користење на јавен транспорт на мигрантите кои што се на територија на Република Македонија или транзитираат. Тоа е многу важно затоа што на тој начин, значи прво ќе сопре оваа голгота пешачење од 200 километри. Значи тоа е нешто што е невидено во Европа долго време, значи ние не смееме да го дозволиме тоа. Понатаму на тој начин ќе се спасат од изложеност на криминални активности. Помошта која што им се нуди сега, што разни граѓански организации, иницијативи и индивидуалци им ја овозможуваат во одредена мерка, дали е тоа храна, облека, вода и така натаму, значи ќе биде фокусирано дистрибуирана. Сега е дифузно дистрибуирана и резултатот е таков каков што е, затоа што расцепкани се групите, затоа што се кријат луѓето и таа ефикасност апсолутно ќе се подобри доколку им се овозможи нормално користење на транспортот. Она што е дел од суштината на моите барања е да владата на денешна седница побара од парламентот измените онакви какви што треба да предизвикаат суштинска промена, значи не само козметичка, да побараат значи од парламентот постапката да оди значи како скратена постапка, затоа што ако оди во редовна постапка, јас ги анализирав роковите, значи до септември ние нема да имаме измени, а ако до вчера ни умираа по пруги луѓето, сега ќе ни умираат од сончев удар и така натаму. Значи ние апсолутно не смееме да го дозволиме тоа како држава. Од најочигледниот начин да се спречи тоа е веднаш да се донесе законот со кој што ќе им се значи овозможи слободно движење на мигрантите. Едно од барањата е исто така МВР да спроведе мерки со кои што ќе ги заштити овие луѓе од криминал, затоа што има луѓе кои што работат во државни институции, во МВР и така натаму, кои што се инволвирани во криминал. Значи имаме сведочења за плячка, насилство, тероризирање, силување и така натаму, што мора веднаш да престане. МВР мора тоа да го сопре веднаш. Знам дека може да го сопрат и треба да го сопрат. Третото барање во истиот контекст е значи пуштање на луѓето кои што се заточени во центарот во Гази Баба, бидејќи тие се држат таму вон било каква нормална процедура, значи вон правна рамка, се држат во ненормални услови, 3-4 пати е поголем бројот на луѓето отколку што е капацитетот, нема никакви хигиенски услови, нема никакви надзорни услови
луѓето мора веднаш да бидат пуштени и тој центар мора да биде веднаш затворен. Значи тоа е едно барање од кое што јас не сакам да отстапам, затоа што тоа е минимум кој што можеме да го направиме сега. Тој центар може да се оспособи и да понуди минимум услови за функционирање. Република Македонија како држава има големи можности со меѓународни партнери да изнајде и нови решенија, дополнителни, алтернативни решенија за нови центри, лоцирани на други места, на посоодветни места, кои што ќе бидат соодветно опремени, кои што ќе имаат минимум стандарди за човечки и достоинствени услови за престој. Тоа може се да се направи и сето тоа може да се направи без сериозни зафаќања во буџетот. Нашите меѓународни партнери може да го направат тоа и може да го направат брзо. Затоа јас сум оптимист дека овие мои барања кои што ги изложив вчера, значи тоа не се невозможни барања, мислам дека тоа се нормални барања кои што можат брзо и ефикасно да се спроведат. Како се чувствувате? Имате ли поддржувачи? Кога дојдовме овде видовме има луѓе кои што се поздравуваат. Постојано доаѓаат луѓе и изразуваат својата поддршка. Значи неочекувано, неверојатна е поддршката. Вчера цел ден беше полно со луѓе, имаше дел од млади активисти кои што сакаат да се приклучат на штрајкот со глад. Рековме во тој момент дека се уште не е потребно, можеби во некој момент ќе се договориме и да се приклучат. Значи има иницијативи, има интерес. Она што е најважно е дека чувството кај граѓаните за сочувство, за емпатичност кон овие луѓе кои што страдаат во овој период е навистина големо и уште повеќе расте и мислам дека и владата тоа го гледа и мислам дека владата ќе има огромен интерес да ги разреши овие проблеми токму заради тоа што веќе и таа е свесна полека за потребата од решавање на овие проблеми. Мојот штрајк со глад е само акцент дека проблемите мора да се решат веднаш. До кога ќе штрајкувате? Додека не се исполнат моите барања.